Почитувани гледачи на КМ телевизија, уште едно издание на актуелни разговори во овој последен ден на кампањата за предвремените локални избори за советници во општина Тетово. Моја чест и задоволство што денеска со мене од партијата Левица, партија која што во последно време бележи раст на рейтингот и на централно ниво, верувам и на локално ниво е нешто слично. Оливера Богоевска, кандидат за советник од партијата Левица. Оливера, добро вечер, добро ни дојде во нашето студио. Последен ден од кампањата, кампања која се одвиваше во месец август, невообичаено време за избори, би рекол, но се случуваат тие избори 3 недели по екстремно високи температури, како Левица ја поминува кампања, верувам ви имавте голем број на средби со граѓани, како бевте прифатени, што ви велат тие? Првен добро вечер до сите. Јас сум Оливера, значи сум среден број на листата на Левица. Нашата партија е нова партија, не е многу нова, ама е меѓу народот тек сега призната беше. Може би разочарани од останатите партии и добива повеќе на излезност, на гласаност, на слушност и гледаност. Во досегашната кампања што е водена, ми имавме најпрвин позитивна кампања, без смешање на другите партии, без некои работи кои што не се за нашата партија, мислам не и делот, не се ни прифатени како дел од програмата на Левица, значи идемо само со чиста и позитивна кампања. Излезноста по улиците на Тетово, пошто ми бевме меѓу народот, по станови, по куќи, по тие работи не идевме, мислам дека општо добро прифатени сме и секаде имаше места каде што луѓето се разочарани и сака да ја слушнат нашата програма, тоа што го нудиме и се задоволни, мислам дека. Ајде да се фокусираме конкретно сега на проблемите кои што верувам и граѓаните ви ги посочуваат. Да. А во Тетово се години на назад. Истите проблеми. Истите проблеми. Зборуваме, ајде да тргнеме од загадувањето. Последниве години Тетово рушеше рекорди на загаденост, дури во светски рамки. На светски рамки. Некои неславни рекорди имавме и за прво место за загаденост во светот. Да. А сме град кој што е под шара, во прекрасен предел. Каде што има висока загаденост и нема вода. Нема вода. Да. Тоа е дел од... Дали имате некои конкретни решенија на овој план? Дел од нашата програма е посветена кон еколошката свест на граѓаните и се е поочигледно дека пазарното општество не се справува баш најдобро со еколошките предизвици и аерозагадувањето. Македонија е типичен пример со давањето на депониите под концесија, со приватизирањето на фабриките и сличните штети, дека се загрозува животната средина. Левица се залага за создавање на општество со висока еколошка свест. Оттаму нашата партија за градење на општествено оддржлив развој кој пред се ги задоволува потребите на населението. Долгорочната политика на Левица цели кон тотална енергетска независност и ефикасност преку оддржливи, чисти и обновливи извори на енергија. Еколошки транспорт, како и велосипедизмот, како алтернатива на транспорт, како алтернатива на приватен превоз. Другите конкретни мерки во оваа важна сфера се подразбираат забрана на пренаменувањето на плодното земјиште во градежност, стопирање на узурпирањето на јавните површини или зеленило и контролираната коруптивна урбанизација, противдавање на подконцесија на шуми, реки и слично. Нула толеранција на загадување на воздухот, водата и почвата. Здрава животна средина значи здрави луѓе за сегашните и идните генерации. Така спомнавте зеленило, паркови и другите мои гости ги прашав околу иницијативата Тетово сака парк и оној дел што се планира за парк, дали Левица ја поддржува таа иницијатива? Левица ја поддржува иницијативата за Тетово сака парк. Дури Левица е против, значи давање на земјиштата под концесија како изградба на и асфалтирање и бетонизација на останатите мали зелени површини меѓу нас што се. Меѓу секоја зграда еден парк не постои веќе. А го знаеме овде каков е проблемот и што се прави години наназад? Мислим дека коруптивноста е најголем проблем. Општо на ниво на цела Македонија, не на Тетово. Мислим дека Тетово е у водство однос на бетонизација, урбанизација, како и асфалтирање. На секоја зелена површина во градот е асфалтирана, значи на секој ќе издигната зграда. Посебно во централното градско подрачје. Централно, периферно, мислим дека и више е очигледно дека и планинете дури се загадени, реките се изградени, значи тие се површини кои што се узурпирани. Да, секоја куќа стана зграда. Да.
планините се више изградени, куќе, викендице, хотели, ресторани, сега колку е тоа легално, а мислим дека не е. Сечата сега, тоа е се проблем општо на тетовчани. Не е само на една партија, значи тоа е проблем на сите партии и секоја партија треба да се стреми кон решавање на тој проблем. До сегашните партии видовме колку успеа. Се надевам дека тетовчани ќе дадат малку предност и на останата партија која ќе се потруди во своите можности да успее во тоа што е зацртано како цели програма. Поврзано со овој урбанистички хаос е и сообраќајниот метеж. Сега кога градиш ти градот во централното градско подрачје, неминовно е да имаш повеќе автомобили од тие згради, да нема паркинг места и така натаму. Што да правиме се сообраќајниот метеж, како да го растеретиме овој дел? Има некои проекти мислам Левица дека Левица решенија? има во својата програма плански проактивни општини со тоа што ќе се забрани на издавање на јавните површини под концесија. Со тоа што Левица планира изградба на катни гаражи, на пренаменување на некои објекти кои што не се во функција, да бидат гаражи на 2 нивоа, на 3 нивоа, зависно од потребите на населението. Зборуваме за некои напуштени објекти? Напуштени објекти кои што не се во функција да се пренаменат во паркинзи. Да не се изгради зграда да биде во поглед на предност на населението, да може да биде искористено, не да го користи само еден. Така. Уште еден проблем се кучињата скитници. Паметам времења кога јас бев дете, имавме безгришно детство, немаше толку кучиња скитници низ градов. Тогаш на некој похуман начин се решаваше тој на поинаков начин се извинувам, се решаваше тој проблем. Сега имаме огромен проблем со кучињава скитници и со тек на време како да имаме се повеќе и повеќе кучиња скитници во Тетово. Некоја статистика, затоа што ги водев јас и локалните избори тука на оваа телевизија, имав интервјуа со сите носители тогашни листи, сите ветуваа во тоа време решавање на овој проблем во насока на хуманизација. Сега сме демократско општество, тие животни имаат значи заштита на животни. Од една страна се согласуваме сите со тоа, но од друга страна имавме статистика што спомнав пред малку да на не знам секои 2-3 дена имавме по еден наш сограѓанин кој беше каснат од куќе. Општината има финансиски средства издвојува за да го обештети тој наш сограѓанин, се трошат огромни пари сега за тоа, а проблемот и понатаму не е решен. На кој начин да ја решиме проблемот? Левица како партија во својата програма има исто за цел стоп за нехуманиот третман на бездомните кучиња, односно забрана за труење на уличните мачки кучиња, воведување на општинска, значи шелтерска служба. Тоа е да биде под општината, не под Република Македонија, значи да биде општинска шелтерска служба, која би било на терен и би ги ловело живите како и пцовисани животни што се. Доследно спроведување, Левица се залага за доследно во овој поглед по оваа програма, доследно спроведување на програмата, залови, стерилизира и вакцинира и пушти, како изградба на стационар за бездомни животни. Во нашата програма во поглед на бездомните кучиња, тоа е делот што ние ќе се потрудиме да го исполниме. Ајде сега сакам да ве прашам, ова се најгорливите проблеми на тетовчани што ги спомнавме до сега. Што друго вашата партија нуди во однос на проекти, нешто ново да ни кажете, кои се плановите на Левица, што би понудило на градот? Левица сега те посоветите низ нашата држава, низ Република Македонија, каде што има советници, го воведе проектот Општина, односно елиминација на чекањето на ред на шалтер и задолжително на пренос во живо, односно лайв стрим на седниците во општината. Со тоа што граѓаните ќе можат да бидат целосно упатени во тоа што се договара во општината, што се изгласува. Значи не е надвор како до сега да бидеме што ќе ни биде пренесено, него граѓаните да бидат дел од и да видат кои ги штити нивните интереси или не. Точно. Значи тоа е дел од Општина. Потоа забрана за издавање на концесиите, ќе се враќаме на јавните површини, како и замена на тендер системот со специјализирани општински јавни предпријатија, со тоа што ќе се овозможи вработување најпрвен. Зашто тендерот кога ќе се земе, се знае кој го води тоа, тој што е најблиску до партијата што е на власт. Со тоа што мислим дека нашата партија се залага да биде општо и јавен
јавно предпријатие, изградба на кружни текови таму каде што нема за забрзување на сообраќајот и развивање на байк френдли општини, односно фокусирање на развојот на велосипедската инфраструктура. Знаеме дека во Тетово има доста велосипеди, но нема велосипедска патека ни една како што треба. Па еден од начините да го намалиме загадувањето, повеќе да почнаа луѓе со велосипеди да идат. Дама, бидејќи многу се дешава сообраќајот да нема каде да се вози, значи ние како советници ќе се потрудиме и тоа да се исполни. Модернизација на градскиот и јавен превоз, намалување на загадувањето на животната средина. Левица секаде по општините исто се залага, мислам дека во Битола успеа да издействуваат бесплатна градинка за социјално загрозените, така да и ние во Тетово ќе се залагаме за бесплатни градинки како исхрана на сите ученици кои што се од ранлива категорија, како и општински возен парк за бесплатен превоз на учениците. Со тоа што нема да биде више на комбињата на јавните превози кои што се дел од општинскиот дел, него ќе се биде од општојавен превоз. Отворање на пензионерски домови кои ќе бидат под општината за заштита на старите, изнемоштени лица, народни кујни за бездомници, како и сиромашни лица, бидејќи сме запознаени дека доста лица во нашата општина спаѓаат во категоријата на сиромашни. Како иде оди време во и сега кризава што кризата што следува, значи мора да се размислува многу за да се заштитат тие лица. Дали ќе бидат народните кујни како и за исхрана, да бидат заштитени луѓето, како и шелтер центри за жртвите од семејно насилство. Во Тетово мислам дека има премногу жртви на семејно насилство, но како функционира секаде така и овде, на сите ми е страв да се пријават. Нема и каде да се заштитат. Отварање на шелтер центар е исто дел од програмата на Левица за жртвите од семејно насилство. Осовремување на возниот парк на противпожарната единица, како и на амбулантните возила, бидејќи знаеме више во каква ситуација ни се и противпожарните возила, како и амбулантните возила. Изградба на стационари за бездомните животини, мислам дека имаше изградена стационара, ма и тоа не профункционира. Така да ние ќе се стремиме и да го исполниме и тој дел. Пренамена на напуштените објекти, тоа што разговаравме, руинирани објекти, како и автономни социјални, може да се пренамена во културно-социјални центри, наменети за младите. Дори тие исто така може собиралишта за млади да бидат, може да се пренаменат и за бездомници. Тетово више брие, мислам дека и од бездомници и од луѓе што се на работ на сиромаштијата, да. Заштитата е исто приоритет на Левица од ноќната бучава, како и нарушувањето, тоа е нарушување на, мислам дека кој што живее у центар знае како е, каде што има локали, кафичи, кафани. Тоа е делот од Левица за кој сте залага. Ги поминавме главните проекти што се на Левица, се тоа, секој мислам дека... Морам да кажам дека сте иновативни во овој поглед, во некој дел, некој нови работи кажавте за разлика од вашите конкуренти. Па ние се стремиме на ниво на Република Македонија секогаш Левица да биде гласот на народот. Мислим, колку и луѓето се запознаени со нашиот лидер, да речем, другар, што би рекле, нели, господинот Апасиев, мислим дека се запознаени со неговата работа и борбата за доброто на народот. Он се уште се труди да го врати достоинството на обичниот народ, што е изгубено веќе. Се надеваме дека ќе успееме и овде. Барем дел. Еве ќе бидам искрен сега малку надвор од темава, искрен ќе бидам и моје мислење околу партијава Левица. Навистина сте партија со голем подем, кога и наставува вашиот лидер и другиот пратеник во собранието, Борислав Крмов. Тој е прифатено од народот затоа што зборуваат со гласот на народот, како што викате. Ја истото го велам, значи он го кажува тоа што обичниот народ кој нема интерес од партија, кој нема интерес од некои големи структури, они го пренесуваат. Сега има поделени мислења во однос на како ја перцепираат луѓето Левица. Од една страна велат ова се луѓето што треба да добијат шанса, млади се, ентузијасти, дај да им дадеме шанса, доста више 30 години им даваме шанса на едните исти. Меѓутоа, од друга страна велат дали треба да им веруваме, не сме им дале шанса, не работеле до сега во извршната власт и сметаат дека Левица е партија која што највише се грижи за нивната промоција и за пиарот, маркетингот. Знаат дека не се во позиција да направат нешто,
Сега, затоа што не се во Доволно извршната... мислам дека со два власт. пратеника Левица направи многу повеќе отколку што останатите партија што направи. Значи, они се два пратеника. Левица е партија што е од народот создадена. И за народот Така. е создадена таа партија. И мислим дека со два пратеника многу повеќе отколку останатите. Понудија законски решенија кои Законски решенија, кривични пријави, значи тоа е се дел од Левица. Значи, нема власт, не власт, висок функционер, мала функционер. Значи, Левица е за народот. Искрено се надевам дека во иднина вашата партија ќе ги демантира овие што сметаат дека само пиарот и маркетингот е битен за Левица за да освојат што поголем број на гласови и дека можеби после некоја година и после некои идни парламентарни избори да видиме Левици во Мислим извршната дека- власт да ја покажат навистина нивната работа. Треба да се даде шанса. Треба да се даде Треба да шанса. се даде шанса, мислим дека Левица е партија на која треба да ѝ се даде шанса. Не дека јас сум од таа партија, Да. значи далеку секој кој размислува за својата држава, што сака да остане да живее у државата. Зашто многу лица се иселени, Тетово, например, да земеме за пример и вие и ја исто сум запознаена, е пола и одселено. Небитно македонци или албанци, значи Младите тие се си сите наши заминуваат сограѓани масовно, кои што да. заминати масовно од незадоволството. Не од работата, може финансиската состојба, колку што е од незадоволството, бидејќи се е дојдено да функционира преку власт. Системот е веќе Не веќе- функционира да, по вработување, да речем, по кадар, по способност. Функционира мерит по систем, партиска. како, да. Левица се залага секаде да биде, значи, запослувањето по критериум кој што се бара, не партиски запослување. Мерит систем. Да Значи, во Левица како партија членуваат симпатизери, значи има своји членови симпатизери и дури и луѓе кои што се на власт, но ја поддржуваат програмата на Левица. Значи, пак ќе речам, значи Левица е од народот партија создадена за народот. И секој разумен човек би требало малку барем да ја даде шанса. За да го каже Левица и да го да го напред да го оствари тоа што го има за цел. И Значи конечно, доколку не да. ѝ се даде шанса, она не може да го оствари, ќе биде тоа само се рекла. Значи мора да ѝ се даде шанса. Левица во Советот кога ќе влезе, ќе има шанса, значи првен јавна седница ќе биде отворена за цела јавност. Лайвстрим па ќе видиш и вие ќе видите што се работи, дали ја сум за вас или сум против вас. Бидејќи до сега функционирало, мислим дека ништо за народот. Многу работи што се заветени за Тетово не се исполнет. Така се малку допревме на крајов на емисијава, Да. сега и централна политика, разговаравме ние и со другите гости, малку начнавме и од централната политика, која што доминира и во оваа кампања. Секаде, А, секаде тоа, да. Еве, пред емисијата ми кажавте дека двајцата пратеници, председателот на партијата Димитар Пасиев и Борислав Крмов денеска во последниот ден ќе ве посетат. Другите две големи партии секојдневно има посети од најтесното раководство на Ние партиите. имавме, пак мислим се, и вие сте запознани, Да. нашата кампања беше чиста кампања, позитивна кампања, беше средба само со граѓаните надвор, значи на улица, не беше по станови, по куќе, дома идење, тоа не. Немаше нарушување на нечив углед, првенствено. Значи, ние само ја презентиравме нашата програма и тоа што Левица се труди да направи. Оливера, на крајов на оваа емисија ќе те замолам кратко едно обраќање на гледачите, на гласачите, зошто во сабота да излезат и да го заокружат бројот 13 за Левица. Повеќе. Како Левица упатуваме на разумот и совеста на тетовчани, на нашите членови, поддржувачи, како и симпатизери, истите да гласаат по нивното убедување. Левица наповенува дека во овој момент општо корисно е да се следи бранот на антивладино настроение на народната волја против погубните политики како и корумпираните структури кои ја имаат окупирано секоја пора на општеството. Излези и гласај за број 13. Левица во советите, општините за народот. Оливера, благодарам на гостувањето. Благодарам и Ви на вас. сакувам многу успех на овие Благодарам. избори. Почитувани гледачи, со оваа емисија го заокруживме овој серијал на емисии поврзани со предвремените локални избори за избор на советници во општина Тетово. Утре предизборен молк, а во сабота излезете што помасовно. Според ваше мислење, оние што сметате вие дека најдобро ќе го бранат вашиот интерес, заокружете го, па и да имаме што повеќе советници кои ќе го бранат и македонскиот интерес во овој град. До некое следно издание на актуелни разговори, пријатни со здравје.